Утре се играат првите осмина финални надпревари од Купот на Македонија. Прилепскиот прволигаш на минато неделниот жреб во ФФМ за противник во осмина финалето го доби второлигаш од Гостивара. Првиот меч се игра утре попладне од 15:30 во Гостивар. По победата на Дренова, шефот на стручниот штаб на победа Тони Меглински не криеше дека клубот има своји амбиции во Купот, а со оглед на проширениот ростер можни се одредени измени во почетниот состав, кој ќе го започне утрешниот меч во Гостивар. Како екипа одиме од надпревар во надпревар, сега имаме куп надпревар среда со Гостивар, кај што мораме добро да се подготвиме. Гостивар е добра екипа, а после да мислиме на Академија Пандев. Евидентно е дека имаме играчи на клупа, дека можеме да го приведеме на преварот кон крај со свежи играчи, така да се надевам дека понатаму нема да имаме проблеми со повредени, како што се моментално Танушев и Карчевски. Малиот Лука, Жоглев, имаме доста голем ростер кај што можеме и да одмараме некои, и ова напорно темпо сега од 3 недели имаме 3 недели 6 утакмици кај што мора да се и одмараме и добро да тренираме за да секој рад пред да пречекаме спремни. Гостиварчани добро стартуваа во западната второлигашка конкуренција со 2 победи над Корабе и Скопје, но претрпеа порази со ист резултат 2-3 на гости кај Генч, Калемлер и дома од Гоблен јуниор, иако на полувреме водеа со 2-0. Се работи за искусен тим кој во никој случај не смее да се потцени, туку напротив, како и во 16 финалниот меч со Струга Тримљум, треба да одиграат максимално мотивирано, дисциплинирано и со агресивна игра да се обидат уште утре да ги разрешат дилемите за патникот во четвртфиналето во најмасовното надпреварување. Во останатите осмина финални надпревари утре ќе играат Пелистер Беласица, Брегалница Академија Пандев, Скопје Силекс, Шкендија Китгол, Вардар Македонија Ѓорче Петров и Тиквеш Работнички. Половичен успех, 6 освоени бодови на 4 младински екипи на победа во третото коло на Суперлигата. Во Прилеп помладите пионери ги декласираа врсниците на Беласица со 6-0, а пионерите одиграа 1-1, додека во Штип поразени се младинците со 0-1, а кадетите освоија 1 бод играјќи 1-1. Во регионалната Пелагониско-езерска лига, помладите петлиња на победа славеа со 2-0, а петлињата со 5-0 над врсниците на Јанг Тим, додека во двомечот со врсниците на Пелистер, петлињата на Прилеп загубија со 0-2, а помладите петлиња победија со 2-0. Убедливи порази на двете прилепски екипи во суперлигашките конкуренции. Ракометарите на Прилеп во првото коло загубија во некомплетен состав од Бутал со 31-18, а со идентичен резултат поразени се и ракометарките на Деспина на гостувањето кај Металург. Од друга страна пак кадетската екипа на Рака Прилеп оствари трет триумф со 20 и повеќе голови разлика по Вардар Филип, Весна во пробишти победене и Радовиш со 41-21. Членовите на џудо клубот Бушидо од Прилеп остварија забележителни резултати на третото издание на силниот меѓународен турнир Трофеј Пантера, кој се одржа во Бјелина, Босна и Херцеговина, Република Српска, а на кој учествуваа над 800 надпреварувачи од повеќе држави. Највредниот резултат со освојувањето на првото место и златниот медал во конкуренција на помлади пионери го оствари Елеонора Илиоска. Со сребрен медал се закити Теодора Ристеска, додека со бронзени медали од Бјелина се врати Елена Малиновска, Сара Атанасовска и Марија Талеска. За време на турнирот џудо клубот Бушидо се збратими со домаќинот на турнирот џудо клубот Пантера од Бјелина. Следно по календарот што ги очекува се подготовки за Европскиот куп, кој на 27, односно 28 октомври ќе се одржи во Копер, Словенија.